Здраво, здраво, драги гледачи, излишни се сите зборови, неговите достигнувања и неговите дела. На моје огромно задоволство, овие неколку минути се дружиме заедно со големиот уметник Васил Зафирчев. Здраво, здраво. Здраво, Надице. Како си, еве? Благодарам пред се за поканата да бидам гостин во твојата емисија. Јас сум моментално во Велес, во домот на моите родители. Заедно бевме овој последен карантински викенд врзан за правомајските празници. После ова наше денешно дружење ме очекуваат веќе неколку работни, професионални обврски. Следниот викенд повторно се враќам во Велес. Јас сум свикнат на постојани патувања, таква ни е професијата. Да, тоа е оправдано. Јас сакам само да се извинеме на гледачите доколку сликата не се гледа многу убаво, но сепак тоа е Skype, така да мислам дека ќе биде оправдано. Според најавата, жал сега заради социјалната дистанција и целата ситуација околу пандемијата, принудени сме овие убави интервјуа да ги правиме токму преку Skype, но се надевам дека ќе имаме прилика ова да си го повториме и во живо. Да, најавата знам дека ја погледнале. Вие нели интерпретирате еден текст од големиот македонски писател Ацо Шопов, кој што знаме дека е ваш омилен, па кога, например, ќе се присетите на градот Штип, на што ве асоцира и кои спомени ви ги буди? Првенствено ме асоцира на баба ми и дедо ми по мајка, кои за жал се веќе покојни. Ме асоцира на Старконак, каде што беше куќата на баба ми и дедо ми, каде што поминав, како што кажав, половина од моето детство. Ме врзува за многу пријателства со денес мои колеги, уметници, соработници. Ме врзува со театарот во Штип, ме врзува со многу знаменитости во Штип, убави цркви и манастири, и Сарот. Штип е за мене драг град, во кој често доаѓав како дете повеќе. Потоа се разбира заради училишните обврски во средното училиште, потоа академијата и факултетот во Скопје, се поретко и се помалку, почесто доаѓа баба ми и дедо ми отколку што доаѓав јас. Меѓутоа за Штип секогаш ме врзуваат најубави спомени од тоа најрано, безгрижно, оној најубав дел од детството. И ми е многу драго заради тоа. Јас одамна не сум бил во Штип за да видам каков е денес градот, како денес се развивал. Иако покрај тоа што како дете доаѓав често, потоа и доаѓав како младенец, веќе како возрастен. Штип имаше одличен ноќен живот, така што многу често со моите пријатели. Така, па се надеваме дека ова што побргу ќе заврши, па те очекуваме да ни дојдеш на гости во Штип, да се присетиш нели на твоето детство, на сите оние убави спомени, да направиме нови спомени, кои што секако ќе ги паметиш. Кажи ми, нели ти си актер, пеач и водител, која професија тебе најмногу... Како Надица, со големо задоволство во прва и слободна прилика за тоа ќе има оваа средба и живо. А мене тоа секогаш е најубаво и најдраго. Ете така. Ти си актер, пеач и водител, како што и најавив, голем уметник. Кажи ми која професија тебе најмногу ти исполнува и која најмногу тебе те опишува? Па јас сум првенствено по професија актер. Ова пеач и водител е нешто што произлегува од мојот пред се актерски ангажман. Да. Јас секогаш кога сум се во некои проекти надвор од мојата примерна професија, тоа е театарот. Иако сум првенствено актер, тоа е за мене не само професија, туку пред се начин на живот, начин на мислење, чувствување, разбирање и толкување на светот, на животот воопшто. Меѓутоа, знаете како уметничките професии се сродни, тие многу често знаат да се преклопуваат до зависност од медиумот во кој што се изразуваме, иако јас лично најмногу уживам токму театарот, затоа што е жива дел од живата култура и затоа што се несува на тој директен контакт и тоа да неверојатно убавина на мигот во кој уметникот нешто што подига на некој начин или го буди на емоционално или
интелектуално очекување, затоа што публиката во театар секогаш доаѓа различна мотивација. Така. А имаш и можноста, например, да изгумиш неколку ликови кои што можеш да се соживееш нели со тие ликови, кои што например некои од тие ликови или судбини нели да речам, ти во твојот живот ги немаш доживеано, сепак и тоа е нели пак огромна чест. Така е. Актерството е всушност професија која го истражува животот во сите негови форми и облици. Ние не секогаш оно што го играме на сцената или на филмот, се едно, е нешто што сме го проживеале, но актерската вештина го нуди токму тоа да ги претпоставувате туѓите искуства кои никогаш не биле ваши лични. И ставајќи се во кожата на тавени ликови, на тој начин личности ги правите живи, затоа што сопствениот дух, сопственото тело, сопствената мисла и сите актерски вештини кои ги обединува занаетот на актерството, произведувате живи ликови кои верни се, уверливи и на тој начин допираат до гледачот и до публиката. Така. Свесна си нели дека имаш многу престижни награди добиено. Која ти е тебе најдрага и дали имаш ти некоја муза по која што се водиш за да се инспирираш повеќе и да си останеш таму дека си на врвот? Наградите се секако убава сатисфакција за трудот, за посветеноста, за одговорноста, бидејќи уметничката професија е жестока професија. Таа бара голема посветеност и големи одрекувања од она што е наш личен живот. Во име на професијата ние многу често пропуштаме значајни моменти, настани, случувања и луѓе од животот кои ни се драги, кои ни значи. Таква е сијата, такви се околностите и наградите во таа насока се голема сатисфакција. Меѓутоа, јас немам драги награди, затоа што секоја награда е врзана за одредена улога, врзана е за одредена представа, за одреден процес, за одредена екипа на луѓе, соработници, колеги уметници. И таа награда е всушност резултат на целиот тој процес истражувачки кој стигнал до еден убав, завиден уметнички резултат кој публиката или критиката го препознали и го наградили. Меѓутоа, наградите не се само потврда, тие се и голема обврска, голема одговорност, затоа што кога вие ќе стигнете до некое свое завидно, постигнато веќе уметничко ниво, вие мора да се трудите тоа да го држувате во секој следен ангажман, а не секој следен ангажман ќе биде адекватен на вашето ниво. Знаете како, не се сите улоги значени и големи. Меѓутоа, секоја улога за еден актер мора да е важна, затоа што дури епизодните улоги се улоги во кои актерот може да покаже вештина, да покаже знаење, да покаже психоемотивен хабитус. Тоа е всушност најубавото во нашата професија. Актерството е професија за која што нема пензија. Вие тоа можете да го работите се додека мислите, одите и чувствувате и се додека имате желба да создавате нешто со кое ќе допирате до публиката. И тоа за мене е всушност најголемата награда на актерската професија, покрај се разбира сите други професионални. Така. Колку беше трнлив патот на успехот и за да бидеш тоа што си денес? Со што сте се соочи? Биле поважни борбите со себе си, отколку искушенијата, пречките и премрежијата кои што те очекуваат. Например, секогаш се врзани со други луѓе, врзани се со нивна мотивација, со некакви нивни стравови, очекувања и обиди да се заштитат, па на тој начин да ве тргнат од пат. Меѓутоа, јас никогаш не сум се бавил со нив. Јас секогаш сум се бавил со пречките во мене, односно со се она што мене ми одземало енергија, време, да се посветам на нештата кои вистински ми значели и ме правеле среќа. И во таа насока секогаш сум се бавил повеќе со себе си отколку со другите. Затоа што и самата професија е професија која бара многу лична многу анализа, многу обсервација внатре во нас. Што имаме внатре, што немаме, што не и чин пресно за уметничката професија, тоа секој еден човек да се бави со себе, со афирмација на убавите страни во себе си, со обид да ги промени сите оние
не би рекол лоши, но би рекол слаби страни, кои имаат време и енергија за побрзо да стигнеме таму каде што сакаме да стигнеме. Животот е патот, не е целта и одредиштето. И тоа ми го потврдува и мојата професија. Јас многу често патувам, не можам да кажам дека живеам овде, дека мојот живот е овде, мојот живот е внатре во мене и го носам секаде со мене, заедно и со сите убави нешта и драги луѓе кои се дел од мојот Така. живот. Кажавме нели дека животот носи своји предизвици или некои на пример ризици. Како ти се соочуваш со предизвиците и дали на пример некогаш ти се двоумил дали да направам оваа работа, па дали да прифатам, па што ако не излезе нешто како што треба? Сомнежи секогаш имало. Тие некогаш доаѓаат од оние кои ви ги нудат ангажманите, некогаш доаѓаат од вас самите, во смисла на тоа дали е таа улога, тој ангажман адекватен за вас, како уметник, како ниво, како начин на мислење и така натаму, но јас без оглед на се секогаш сум се трудел да бидам крајно професионален и посветен на секој еден предизвик, без оглед на тоа што јас лично сум мислел на тоа. Не сите улоги и представи во кои сум играл и ми се допаѓале лично. Но тоа не прави професионалци, секогаш да одговориме на ангажманот, на очекувањата кои ги има од нас режисерот, театарот, екипата и така натаму. Така. Кажи ми, која ти е најдрага улога до сега? Неблагородно да ги одвојам улогите. Секоја е важна, секоја улога има дел од мојот живот, Кој значење? дел од времето и енергијата кои што сум ги посветил. Секако има неколку улоги кои што се не подраги од другите, но се позначени затоа што биле голема пресвртница во мојата професионална кариера, но и животно. Има такви улоги како што се пианистот, како што е Спиноза, како што е Онегин, како што е Буто перформансот. То се знаат улоги кои што отвараат едни нови светови за вас. И тие ве менуваат, ви го превртуваат животот, ве менуваат, ве прават поинаков од она што сте се познавале до вчера и токму во тоа е убавината, затоа што секое ново пространство во кое што уметникот ќе тргне да истражува носи нови благодети, носи нови подароци. И тие подароци потоа ви го менуваат животот, ви го менуваат начинот на мислење, на чувствување и тоа ви отвара некои нови хоризонти кои допрва ќе можете да ги истражувате и како човек и како уметник професионално се. Васил, што мислиш, дали ние денес го негуваме театарот? Па тоа е индивидуално. Јас можам да говорам за градот во кој што работам и театарот во кој што работам. Театарот има пред се концентрична моќ и тој се однесува на публиката која што е дел на едницата, а заедницата е активен чинител како уметност, како жива култура и на што генерално кога гледаме Македонија има многу театри. Сите се државни, сите се под капата на Министерството за култура. За жал, ние се уште немаме пазарна уметност, немаме приватни независни театри кои што можат да функционираат на подолг рок, освен ад хок со некакви проекти. Меѓутоа, за театарот и градот во кој што јас живеам и работам, можам да кажам дека имаме прекрасна публика која што сака театар, која сака да доаѓа во театар и за која што театарот не е само чин уметнички, туку е дел на социјалната култура. Нашата публика не доаѓа само информационо во театар и во потрага по доживување. Тие на една иста представа доаѓаат по неколку пати, затоа што уживаат во чинот на тоа да дојдат во театар и да уживаат во представите кои се дел од нашиот репертоар. И тоа ја оправдува инвестицијата зашто Велес нова театарска зграда после долги децении работени субстандардни услови за уметничка работа во страната, затоа што Велес има традиција, а тоа е така токму затоа што има публика која што го сака театарот. И мене ми е многу драго што повозрастните генерации лесно го пренесуваат на помладите, така што имаме и многу голем дел на млада публика која доаѓа на нашите представи. А ако погледнеме статистички, да речеме во последнава 2019 година,
повеќе од 34.000 гледачи од Велес ги посетиле нашите представи, ако земеме в предвид дека Велес е град од околу 47-8.000 гледачи, што значи еден голем процент од жителите на Велес редовно доаѓаат во театар. Тоа е за почит и за пофал. Да, тоа е нешто прекрасно. Ние со нетрпение ги очекуваме вашите театарски представи, па се надеваме дека ова што попрво ќе заврши, па така да се вратиме нели во нормала и да присуствуваме повторно и сите заедно нели да се смееме, овој период да остане зад нас. Играше улогата нели во најхумористичниот лик Марио во најгледаната серија нели кај нас Преспав. Дали имаш на пример некои заеднички особини со Марио и како сето тоа, например, изгледаше нешто, некои карактеристики, малку повеќе да ни откриеш за таа улога, за тој лик? Ликот на Марио го градевме постепено. Тој произлезе од авторската идеја на продуцентот Пеце Талески или Онора Венинова, која што беше и автор на сценарија и режисер на неколку епизоди. Меѓутоа, понатаму во соработката со главниот режисер на серијалот Игор Иванов Изија и со другите режисери кои што работат како Вардан, ги градевме ликовите односно тргнавме од авторската идеја за концептот на серијалот, потоа ние актерите како дел од екипата додававме некои свои размисли за ликовите, така што да, Марио има неколку сличности со мене. И двајцата сме јогисти, вегетаријанци, не јадеме месо, сме свртени кон таа источна духовна традиција на јогата, на креативната визуализација, на медитациите. Карактерно сме доста различни, затоа Марио е многу поитар од мене, многу поснаодлив, многу поголем манипулатор. Така што има големи сличности и големи разлики. Но оно што е најважно е што мене ми актерски ми беше и се уште ми е голем предизвик, затоа што првенствено е тоа лик кој што се обраќа на еден за нас туѓ јазик, хрватски. Се разбира, најлесно е кога човек создава и твори на мајчиниот јазик. Меѓутоа, тоа пак од друга страна на ликот му даде еден убав квалитет, затоа што тој сега зборува на еден јазик кој што е кованица, мешавина од македонскиот и хрватскиот, а тоа му дава една комична, по-хумористична карактеристика. Од друга страна е динамичен лик кој што е направен во црно-бел, што многу брзо преоѓа од една на друга страна. Тој е лик со многу маски на себе си. Тоа е исто голем актерски предизвик. Но она што е најважно е дека за мене лично како дел од тој проект покрај улогата, разбира е самиот проект, самиот факт што за прв пат во Македонија успеавме да направиме еден телевизиски проект кој што во континуитет произведе веќе јубилејни 100 епизоди, што е дека тоа е прв македонски ТВ игра во моментов се емитува и во друга земја, чии авторски права се откупени за емитување телевизиско во Бугарија, на BTV телевизијата, односно на нивниот канал комеди, на кој што се емитуваат ситкоми, хумористични, комични серии од тој формат. Така што тоа е голем успех и тоа не го гледам само како добра предиспозиција лично за нас како дел од проектот, туку тоа е одлична предиспозиција за нашата фела, за сите оние кои што се занимаваат со телевизија и филм, затоа што тоа ќе отвори многу нови врати за некои идни продукции, режисери, серијали и екипи кои што ќе сакаат да се изразуваат себе си во телевизијата како медиум, а телевизијата е многу моќен медиум кој многу брзо допира до гледачот. Самата моќ на телевизијата Преспав успеа да создаде огромна армија на верни гледачи и фанови кои што се нетрпени очекуваат нови епизоди, кои со нетрпени очекуваат петата сезона која што продукцијата е најави до крајот на ова 2020 година.
Супер, супер. Ние ќе бидеме верни пред малите екрани и ќе очекуваме, се разбира, за како што кажав, нели, да се смееме заедно и неколку тие минути да се отргнеме, нели, од реалниот свет. Сега вака верувам, нели, дека и со другите глумци убаво си живеете. Ајде кажи ми некоја интересна случка, на пример, дали сигурно дека има, нели, за време на снимањето или пред Како снимањето, нема, има многу. Ние од тоа нели? правиме и по тоа making of, во кој што тие моменти кога се прекинува снимањето заради предизвикуваат најчесто хистерични Да, смеа и меѓу актерите и меѓу техничкиот дел од екипата од другата страна на камерите. Има навистина многу, тоа можат гледачите да ги погледнат тие making of-ови во кои се вметнати тие моменти на изненадување. Тоа се моменти кои се надвор од договореното, од очекуваното. да. А ги има многу затоа што самите ликови се живи. Самите ликови предливи. Некогаш да речеме некој ќе успее да изреагира некако неочекувано и тоа не секогаш успеваме професионално да го покриеме во смисла на тоа да ја задржиме концентрацијата, фокусот и вниманието и да продолжиме со снимање. Многу често се прекинува снимањето, затоа што таа смеа е кога нешто ќе се Да. случи што не е очекувано, тоа предизвикува заразно смеење. Инаку морам да кажам дека многу се дружиме со колеги кои играат во серијалот. Јас лично првенствено со Јелена Јованова, со Сашко Потермице, се монтажер на серијалот, кои се Штипјани Да. по потекло, нели? Но се дружиме и со целата екипа. И самата продукција многу пати знае во процесот на подготов месец, 2 месеци понекогаш, целата подготов да ни организира дружби. И многу Да. често се собираме кога тоа ни го дозволува времето. Затоа ми се многу драги луѓе, покрај тоа што ми се драги колеги, ми се драги пријатели и луѓе со кои секогаш со задоволство сакам да се дружам, затоа што се топли, убави, вистински луѓе. Луѓе кои ја даваат на убава смисла на живењето, покрај тоа што се дел од вашиот професионален Живот. живот. Да. А па во овој момент да ги поздравиме сите глумци на Преспав и тие што се зад камерите и си знаете дека ве очекуваме да побрзате малку. Се надевам, најавена е 5-та сезона до крајот на годинава, меѓутоа со оглед на ситуацијата во која што сме, Да. која што е сама по себе непредвидлива, не знаеме како ќе се одвиваат работите до крајот на годината, но како и да, јас верувам во искрените намери и посветеността на продуцентот Пеце Талески, на целата продукција која многу посветено работи на Преспав. Тоа се прекрасни млади луѓе, талентирани и способни, со многу знаење и многу посветено работат на продукцијскиот на Преспав. Така што садевам и да не биде до крајот на годината ќе биде скоро. Чекувам дека Преспав заслужува да живее уште многу зони, уште многу. Да. Така. Васил, вети ми дека мене прва ќе ми известиш кога ќе започне 5-та сезона. Јас морам прво да знам. Ветувам. Ете така. Вака. Сега COVID-1 без 20 е нели специјална емисија која што вие заедно ја снимавте волонтерски и сите тие средства отидоа за фондот на борба против COVID-19. Ајде нешто повеќе да ни кажеш за тоа. Па бев ми изненаден. Тоа е идеја на продукцијата и на продуцентот да направиме едно изненадување за нашите верни фанови, за гледачите воопшто, затоа што во овие кризни времиња епизодата со сите неопходни мерки за заштита, нели? Со заштитни маски, со дезинфициенси, со ракавици и така натаму, со задолжителна дистанца 2 метри. Како пак во иднина ќе функционира ако ова продолжи на подолг рок, но се разбира, ние сме професионалци, продукцијата се потруди да ги обезбеди сите стандардни безбедносни за наше здравје, без оглед на професионалниот ангажман, така што многу успеавме да направиме една смешна епизода токму на тема коронавирус и начинот на кој што ние тргнуваме менталитет, нели,
се Да, справуваме со вирусот, но војот ја испрати една сериозна порака да бидеме паметни и одговорни во овие ситуации, да потсети дека борбата со вирусот е практично пред се лична борба на секој од нас. Значи, тоа подразбира да сме од првенствено кон себе си, со целината, потоа и кон здраве нашите најблиски. така. Да се надеваме, како што и кажавме, дека се ќе помине и дека ќе останеме борци во оваа борба и дека после тоа се ќе остане зад нас, да почнеме нели повеќе со смеа и мислам дека треба повеќе да ги ценеме луѓето околу нас и дека се тоа ни донеса некаков период да застанеме и да се запрашаме што правиме со нас, што правиме со нашиот живот, каде грешиме, да се надевам дека сите ќе го размислиме на еден начин. Кажи ми, дали некогаш во животот си доживеал разочарување, нели, понекогаш знаеме нели да бидеме и тажни. Некои случаи кои што ни се случуваат во животот. Како ти го надминуваш тој пораз и како одиш напред со окрената глава? Разочарувањата се секогаш врзани со очекувањата. Што поголеми и повисоки очекувања, то поголеми разочарувања. Затоа човек е секогаш најдобро да се сврти кон себе си, кон оно што го има сега и овде и да биде благодарен за тоа. Да е благодарен за тоа што околу себе здрави и живи се луѓето кои што ги сакаме, кои што треба да го живее сегашниот ми. И оно што сега овде ни се случува никогаш нема да се повтори. Но Да. други моменти, други можности, меѓутоа нема да биде така како сега и овде. Човек се посвети токму на таа се разбира животот, носел и убави и неубави нешта и имал добри страни кои за момент знаат да те разочараат. Момент да. Човек секогаш треба да свеста за тоа кој е што, која подразбира не само се за сето добро и убаво во нас, туку и за сето она што е слабо, лошо, неубаво. Она што треба да посветиме внимание, да го промениме, да си помогнеме себе си, да станеме подобри луѓе за себе си. Очекувањата и разочарувањата што доаѓаат и секогаш од сегашниот миг. Тоа сега и овде кое што во кое всушност почнува и завршува се реално. Да си ја зачуваме позитивната мисла и да одиме кон живото само напред, да знаеме нели да си дадеме сила на сами за себе и дека секако да го сватиме животот како некоја наша игра која што мора да ја одиме до крај. Кажи ми, што те научи бракот со Калиопи и како ти ја помина тогаш таа фаза од разводот? Токму тоа, значи токму ова, тоа произлегува некако од претходното прашање, од мојот претходен одговор. Тоа беше едно од моите најубави животни епизоди, дефинитивно, кое што само ми помогна да се запознам подобро и повистински себе си, да го почитувам и ценам сегашниот миг. Останав на оно што е всушност од секогаш сме биле. Добри и вистински пријатели, така што Калиопи ден денес е дел од мојот живот, дел од мојата кариера, од мојата професија. Една од моите најблиски, највистински пријателки во животот, која што не пропуштила ниту еден мој проект, ниту една моја премиера, разбира се кога тоа и го дозволуваат. И незините професионални обврски со оглед на тоа дека самата многу често патува и многу често отсутна, исто така и јас ги следам сите настани од незиниот професионален живот и многу често се дружиме кога за тоа имаме слободно време. Така што нема ништо страшно кога двајца луѓе ќе се разделат, но доколку и во суштината на нивното препознавање ќе останат она што всушност од секогаш и биле, а тоа е пријатели, луѓе кои вистински се сакаат, кои вистински се почитуваат и кои најдобро си ги хранат добрите и убавите страни еден на друг. Така.
Мислам дека вие треба да бидете пример за оние кои што поминале низ таа фаза или оние кои што минуваат, за дека после се треба да се остане нели со едно почитување, да се ценат оние работи, сите тие нели грешки да се научат како што кажа и ти самиот. Еве во овој момент да си ја поздраваме и нашата Калиопи, и да ја посакаме нели се најдобро и успех на секое поле. Васил, кажи ми, кои работи тебе ти се најважни во животот? Оние работи кои работи тебе те исполнуваат и за кои што си исполнати среќа? Покрај театарот, уметноста, на која за мене професија, тоа што заработувам за живот, туку е начин на живот, секако ми исполнуваат и многу други нешта кои се дел од мојот личен живот, а кои имаат голем удел и во мојот уметничка работа, секој еден креативски процес. Јогистум, секој да вежбам јога, така го одржувам психоемотивното здравје, медитации, креативни визуализации, кои што се суштински важни за секој еден уметнички процес на истражување, на илуминација, на инспирација, творештво. Вегетаријанец, сум на храната, не само на вегетаријанството, туку и на веганството. Имам домашен миленик шицуто беба со кој што поминувам голем дел од денот, која ме исполнува, ме прави среќен, од секогаш сум ги сакал животните, генерално. Но се разбира, голема страст ми е книгата, филмот, хортикултурата и воопшто контактот со природата. Јас секое слободно време го користам за прошетка во природа, кога тоа ми го дозволуваат ангажманите и да отпатувам некаде на планина. Порано се разбира, многу често одев и на скијање, сега многу поретко, токму затоа што токму заради професијата, нели, морам да се штитам јас од... Но јакам природата и уживам во секој едно време во природа, независно дали е тоа во парк или на некој од прекрасните излетнички планински места. Така. Кои се твоите идни планови? Еве знаеме нели каква е ситуацијата, но дали имаш на пример некои идни планови кои што сакаш после тоа да се ги реализираш? Па без оглед што сме во карантин, театрите се веќе затворени, немаме ниту проби, ниту редовен репертоар, нели, од 7 март. Да. Моментално почнавме со работа на еден нов проект, на еден многу интересен интернет перформанс кој ќе биде некаков наш одговор на оваа криза, заедно со колегите од театарот. Станува збор за еден интернет перформанс насловен како Тој и таа, кој што наскоро ќе почне да се емитува на нашиот официјален веб-сајт, а и на социјални мрежи. Инаку станува збор за еден перформанс од 12 епизоди, кој што ќе подразбира некакви машко-женски односи на 12 паро, токму во услови на карантин и на задолжителна не само социјална, туку пред се физичка дистанца. Така што мислам дека тоа ќе биде нешто многу интересно за гледачите, а и ќе им го исполни времето на сите оние кои што сега се затворени дома. Инаку јас без оглед на карантинот интензивно сум активен периодот. Имав доста ангажмани, снимања, мотивацијски пораки, многу интервјуа со повеќе медиумски куќи. Следно што ме очекува исто така некои снимања во текот на следните недели, иако со нетрпение го очекувам денот кога ќе можеме да се вратиме на работа, да продолжиме со работата на новата представа која што почнавме и што побрзо да се вратиме на редовниот репертоар и на контактот со публиката која што сега најмногу му недостига на секој еден актер. Да. Кажи ми, еве испомнавме, нели, сега сме за време нели на изолација, кога ќе заврши сето ова, што најпрво сакаш да направиш? Што ти паѓа на памет? Ќе направам негде во природа. Дефинитивно. Ако нешто ми фали во целиот овој период, ми фали токму тоа, иако, нели, во зависност од ограничувањата на движењето, го користам
секој миг на слободно време, некаков протек слово да заминам некаде во природа, зависно дали во парк или на некој од блиските места тука во околината на Велес или Скопје, но дефинитивно првиот слободен викенд од кој се врати во нормала, ќе заминам некаде на планина. Тоа страшно многу ми недостасува периодов. Така, и знаеш што, едно заборави да кажеш, нели, дека треба да дојдеш здравје, нели, во Штип, и дека треба да направиме една заедничка фотографија, така да тоа требаше да го Со кажеш. најголемо задоволство, јас се надевам дека нема да останеме само нова тајп дружење. Се надевам дека ќе имаме уште многу други убави поводи за средби за и ветувам дека првиот слободен момент кога оваа криза ќе се врати во стара, нова нормалност, се едно, ќе дојдам да испиеме заеднички едно убаво кафе, да се евоцираме од детство, да прошетаме малку из некои кои мене ми се во спомени сеќавање од Штип и да направиме уште еден разговор првенствено за нас, но и за гледачите на вашите емисии, на вашата телевизија. Со задоволство те очекуваме. Знаеш како јас и како што најавив, ти си еден од соговорниците кои што разговорот е стварно уживање и не се ни гледа на време, колку време поминало од колку сме ние нели разговарале. Сакам да ти се заблагодарам за укажаната можност, за тоа што еве сега си и мој пријател, кој што навистина ми е многу драго, што имав честа да разговарам со тебе, за сите оние совети да ти се заблагодарам и што да ти посакам. Ти го посакувам само најдоброто, да бидеш исполнет и среќен и да останеш на врвот каде што си, бидејќи многу глумци и оние нели генерации кои што сакат да ја работат својата професија, треба да се угледат на тебе. Дефинитивно. Благодарам Надица на сите убави зборови. Ми значи навистина и ти благодарам воопшто на поканата за оваа наша денешна Skype средба и разговор. И да ти посакам пред се добро здравје и твои на твоите најблиски. Да ти посакам уште многу нови изданија на емисијата, уште многу убави разговори, убави соговорници и уште многу убави поводи за наши идни заеднички средби. Ти благодарам од срце. Ти благодарам и тебе. А сега ги поздравуваме нашите гледачи и посакуваме не. Се најдобро да останат во добро расположение и чао од нас.